Почитувани гледачи, почитувани слушатели, добре дојдовте во новата епизода на Спортка со Стефан на Слободен печат. Оваа емисија ќе посветиме на фудбалот. Наш денешен гостин е поранешниот фудбалер и сегашен тренер, еден од најдобрите тренери во млади категории, Кирил Трајковски. Кире, добре дојде. Добре дојде, Стефан. Многу ми е мило што ја прифати мојата покана. Фала и мене исто. Искрено обожавам вакви работи, обожавам млади дечки што сакаат да работат и тоа е тоа. Да, се трудиме малце спортот да им даеме поголемо медиумско внимание на спортот, на спортистите, на сите што го посветиле дел од својот живот на спортот. Ти си основач и тренер во фудбалскиот клуб Вонно и фудбалската школа Next Level, но за тоа потоа најпрво сакам да почнеме со твоите почетоци во фудбалот, кој е Кирил Трајковски. Моите почетоци се на старт умало, значи искрено желба за фудбал добив негде кај 7-8 годишна возраст. Од 9 веќе стартувам да се занимавам, да тренирам фудбал. Пред тоа беше малски, знае со другари секогаш на теренче. Да, интересно, буквално немав некоја кузне каква желба за фудбал, имав сасвим нешто поразлично. Али си дојде оној мој Манчестер Юнајтед. Тоа е моментот, прва утакмица излеав Манчестер Юнајтед и веќе готово за љубување во фудбал. Дедо ми покоен, он беше тој што го засака фудбалот, он е поранешен фудбалер, делегат потоа и преку него со фудбал гледање на телевизија засака веќе негде кај 9 години почнувам да тренирам фудбал, почнувам во од него си повлегол нога. Од него, да, значи он буквално нели родителиве на таа возраст веќе се соработи натаму, татко ми беше цело време на работа, мајка ми исто цело време на работа и дедо ми беше тој главниот уствари што. Значи твоите почетоци се во 11 октомври. 11 октомври, она далеку прочуена, али не подобро. Не подобро. Значи си се одвоила како дете во фудбал? Значи на стартот само тогаш се почнуваше од 9 годишна возраст. Значи сега зборуваме с почетоците на децава се од мене ми се јавуваат од 3,5 години дали може да почне да тренира. Значи тогаш беше 9 годишна возраст. Тогаш сите стартувавме, дали 8, дали 9 години и да ти кажам право, првата година, првите 6 месеци трудно, тешко, али после тоа кога се опушти веќе, кога видов кај сум, што сум, знаеш кога влегов веќе штос, тогаш веќе се види одма дека се двојам од останатите. Твојот почеток, твојот прв клуб е? Првиот клуб е Скопје. Тоа е во автокоманда, сега ФК Скопје. Пред тоа беше ФК Скопје Орка. Тоа беше спонзор, Орка беше главен спонзор на ФК Водно. На ФК Скопје, ФК Водно све угла. ФК Скопје, така да таму беше првиот почеток, таму почнав и веќе за година и 2-3 месеци. А прв тренер во ФК Скопје? ФК Скопје прв тренер ми беше Марио. Марио веќе човекот е покоен, почина и тоа многу млад, негде 4-5 години од короната се случи. Тој ми беше прв, потоа дојда Борче Христов, Боби Марковски, овие што се сега професори за што се земаат лиценци, нели? Така да тие ми беа први тренери, после година и пол веќе работнички видоа во мене нешто и ме викна се префрлив таму. Одма почнувате со надпревари првата година. Да ти кажам право, во ФК Скопје беше, знаеш како сега има на пример некој концепт, таа викаат концепт на ФФМ шпанска лига, шпански концепт, извини. Тие се како што идат генерациите, така се зголемува бројот на деца, на бројот на деца, значи 4+1, 5+1 на утакмиците како се игра 6+1. Сега на пример повеќе контакти се игра, што е за мене феноменално. Се игра 4+1 на одредена генерација, 5+1, 6+1, 7+1, 8+1, а тогаш идеш 11-11. Тоа беше катастрофа, те пукаат на некој терен таму. Што е, нели, хаос на природна трева, рачунајти зимно време. Па сега точно не знам колку беше, ама јас како што знам, не памтам дека јас како дете сум играл 4+1, 5+1, 6+1. Тоа се играло 11-11, рачунајти се мало дете од 9 години, 10, да игра 11-11, дали два пати ќе допре топката од текот на цела утакмица. Тоа е трчање само по терен, натаму влечење.
Така да тоа беше, тие беа почетоците во Скопје, после тоа ви кажувам одам во работнички, веќе од работнички ми стартува кариерата, сите млади Кој ти категории. забележува во работнички? Тоа беше Горан Бојчевски, беше еден тренер млади категории. Тој не знам неколку такмици излеа и дојде, знам дека како вчера памтам дојде кај моите дома. Значи кај моите дома. Да. Баш беше изненадување, знаеш, онака као многу краток период брев во фудбалот, значи го зборуваме за година и 2-3 месеци. Дојде и нормално работнички тогаш беше работнички Кометол. Беше сериозен клуб и ги собира, имаше квалитетна дечиња, значи кој да ти се јави од работнички буквално на кој да се јави, сите сака да бидат таму нешто слично како времето на Самсоненко Вардар. Значи они ги собира најквалитетните деца од села Македонија, исто тоа се случуваше со Кометол, ги собира најквалитетните деца и тука имаш 10 години? Па да, 10 години, сега не знам точно колку месеци, меѓутоа знам дека од прилика 10 години беше тогаш и од тога стартувам веќе понатака све си е до без размислување одма? Па да. Без размислување ради тоа што го знаев тренерот од зборење, а и гледање. Значи игра работнички децата не зборувам ја сега дека биле не собираа квалитетни, меѓутоа тренерот знаеше да направи топ игра. Се пронајдов таму со нив и да, си прифатив и одма си отидов таму. А беше свесен дека вредиш во тој момент онака? Да. Реално тој тренер беше го зема и за селектор до таа генерација. Значи селектор и тоаш имаше само селекција као репрезентација на Скопје. Немаше на Македонија, туку на Скопје. Јас тогаш бев у таа одма, значи бев во таа, сега не знам точно, затоа викам околу годините не може да не ме фати за збор заради тоа што не знам точно како беа годините, кој се одамна беше тоа. Бевме тогаш, он беше и селектор и така уствари почнавме со него, ти викам супер соработка и тоа е тоа, одлично беше работнички. Во млади категории беше феноменална. Разликата беше евидентна од таму. Уште од старт играш шпиц? Да, уште од самиот старт крило шпиц. Значи го имаш на голгетерско чувство. Па да. Беше баш така. Имавме сериозно добра генерација на деца. Значи тие дечиња беа сега едни од најквалитетните реално во Македонија. Во работнички играте веројатно пионерска лига. Да, работнички ги фатив, значи работнички ги продав сите генерации, кадети, пионери, младинци, све петлиња и тогаш и се водеше ко петлиња. Сите буквално категории ги продав до прва екипа. Како ти беше да балансираш меѓу школа во тие години и тренинг? Имав разбирање. Ја имав разбирање. Јас сега тогаш имав разбирање. Сега се чудам искрено на наставници ради тоа што јас ми се јава проблем кај децава, малце ќе трнам на страна. Кај децава ми се јава проблем ради тоа што наставниците не можам да разберам дека не ги пуштаат на тренинг. Имаш вика час, добро, последниот час 15 минути пушти го као за спорт е работа, разбираш? И се јавуваат проблеми. Тогаш јас сум немал никаков проблем околу школата. Ме пуштале, разбирале, баш наставничката сега моја што била тога, знам дека никаков проблем никогаш не ми правела, така да не сум имал апсолутно никаков проблем со тоа, никаков. Да. Така да тоа беше тоа у работнички, после веќе многу рано, рачунај негде па 4,5 години пред тоа кога веќе почнав со прва екипа да ме земаа. Кој ти забележа, кој беше тренер тогаш прва екипа на работнички? Прва екипа беше Ѓоре Јовановски. Ѓоре Јовановски, као се случи еден момент, знам, на Славиево Пржино, беше као кажа дека тренеров доаѓа на прва екипа, конкретно да ме гледа мене и уште едно дете, за да види дали ќе може. Дали ќе можеме да почне да не зима за некои пријателски. На надпревар или на тренинг? На надпревар. Тогаш имав неполни 15 години, значи 14, не знам сега колку месеци. Дојде и одма. После тоа ми се јави као стартуваш на утакмица пријателска одма со прва екипа. Да, тоа е за време на лето, на крај на сезона, па од другата сезона почнуваш со прва екипа или? Не, тоа земаат прва екипа кога сака на тренинзи, можеш слободно си работиш со нив, буквално ако му се засвиѓаш, дека ако гледа нешто тебе, тоа е тоа. Само што дојде он играв едно полувреме, знам дека стартував прво полувреме, не знам со која екипа беше и одма. После тоа ми се јавија и стартуваш. Прва утакмица ми беше на неполни 15 години, знам, играв неполни 15 години, дали со Цементара, мислам дека беше, игравме на работнички. Да, значи ја влагам како
бебе реално, многу мал. Сите беа тоаш рачунај по сениори по 30 нешто години, 20 да речеме, јас бев 14. А работнички тогаш на врвот на македонскиот Зборуиме за играчи што сега ако ги спомнам играчите, моментално у прва лига такви играчи не постојат како тогаш реално. Значи тогаш биле Недерим Неджипи, зборам Демири, Печич, Иван, Тричковски стартуваше, значи збориме за играчишта. Играчишта тоа време. Тука имаш двојни тренинзи и со младинска екипа и со прва екипа? Со прва екипа ме зимаат нешто Кога? од нешто, кога како, и пријателските ги играм, а иначе сум младинци цела време. Да. Почнуваш на колку години почнуваш онака првиот професионален договор да го потпишеш и да почнеш со првата екипа? Веќе аматерски потпишувам стипендиски на 15, така нешто, после тоа веќе на 18. Веќе средна школа, значи. Потпишувам, да. И првиот договор со работнички. Со работнички. Да. Тогаш ги фаќаш и оние квалификации за Ги фаќам квалификациите, фаќам Европа. квалификации за Лига Европа се играше со Ливерпул ги фаќам, со Ливерпул не сум во состав, у поширок круг. Сега се зима, не знам, 23 играчи, колку беше тоа, јас сум на трибина. Тогаш имаш 17 Јас сум година на години. трибина, да. Околу години вака ми е, значи имам да кажа по први тоа што имам милион утакмици, Да. буквално играм за повеќе генерации, играм за ме викаат у прва екипа, така да ми е вака. Да. Реално не можам конкретно да ти кажам околу години, ама вака сега можам да ти кажам поради тоа што имам Ливерпул, после тоа има други моменти, така да веќе почнуваат посериозно да ме викаат за прва. Како беше чувството кога дозна дека Ливерпул работнички ќе игра со Ливерпул? Па тоа ние тренираме, знаеш, ние тренираме, се паѓаме со Ливерпул, сите сакаме. Знаеш зашто? Поради тоа што ти се очекуваш да ние имаме квалитет, меѓутоа го немаш ти тој европски квалитет. Реално. Запомнеш. И сега ние очекуваме да паѓаме со бомба екипа за искуство. Се гаѓа Ливерпул. Тогаш. Така да све тој момент, јас затоа викам, околу Ливерпул немам некој искуство ради тоа што Иако Ливерпул дојде со сум трета таму. постава, ја бев мал, кажа што паметам. Да, таму не, таму беше Да. таму беа играчи што играат, а ваму беа и тие што дојдоа и тие се селектирани од цел свет. Така Препереина тогаш во тој Ливерпул играш. избледена меморија имам. Да. Ето. Следната година играте со Лацио? После 2 години мислам дека се паја, после 2 години, мислам дека 2 години проја се паѓаме со Лацио, да. На Олимпико играме таму. Тука сум веќе, да. Тука сум Тоа е веќе. на почеток на квалификации за европски за Тоа е Европа четврто лига. коло. Тоа е четврто коло. Ако го проаѓаш, влагаш. Аха, а до четврто коло работиш Пројдовме. система Да, пројдовме до четврто, ги пројдовме сите, поминавме со Анартозис беше на Кипар си играше. Таму ги прајаме Анартозис и се паѓаме со Играш на со тие на Лацио, први? Да. И се прајаме со Лацио. Со Лацио, јас пак кажувам, ние сме тука некои нови дечки сега што не зборат, повесници имаше ситуации, најмладата екипа на работнички што стигнала до мислам, може и сега да не зборам, не знам точно, може во Македонија бевме премногу млади. Збориме Даре Велковски, беше Аврамовски, дечиња собрани, онака буквално и направивме успех со Па Даре млади. Велковски колку има 15 години тогаш. Да, Даре Велковски беше, што да ти кажам, тоа беше, не знам, сега 16 мислам дека имаше Даре Велковски. Играше, Даре Велковски беше стартер. Стартер. Да. Знам дека Зборуваме имаше за игра со играчи што се класа у фудбал, значи збориме светска класа, број 1 играчи, значи најврната класа на играчи, Даре Велковски со 16 години. Даре Велковски е доктор за фудбал, според мене. Знам дека беше во дечкото е 100 најмлади, дечкото е најталентирани играчи. индивидуално тренираме моментално, кога е паузата, али тоа што Даре Велковски го може, ја понатака ќе зборуваме околу квалитетот на играчи наши, што не е воопшто далеку од европски. Само другата разлика. Да се навратиме на прерод со Лацио, верувавте пред да ви се падне Лацио дека може да играте Европа лига, онака бевте полни со себе? После поминати ти кажам право, ти кажам право, знаеш како ние имавме премногу, има дечки посебно се постариве што игра константно, што ги игра на прерод, имам премногу самодоверба. Реално. Он има премногу самодоверба и состанокот пред Лацио, состаноците пред Лацио беа дека ние можеме да ги пројдеме. Верува сите дека можеме да ги пројдеме. Значи се створи некое другарство. Јас со тоа цело време го зборам, хемија некоја се створи каде што дечките по муабетите што ги правевме беа спремни дека можеме да ги победиме Лацио.
И кога излеговме на терен, свативме дека е небо земја разлика. Невозможно. Небо земја разлика. Да. Во тој момент, јас повторно, многу сакам да разговарам околу таа тема, да свати народов дека ние воопшто не сме далеку од Европа, од европските екипи. Значи воопшто, јас зборувам и со играчи што ми се премногу добри другари, што играат моментално у странство, и они истото го тврдат, дека ние не сме далеку воопшто од Европа. Да, и јас со некои тренери што сум разговарал фудбалски ми кажале дека и нашата лига не е како што сите ја велат, на слаба лига, тешка е за играње и тешко можеш од македонска лига да се снајдеш во некоја друга лига. Имаме феноменални деца. Бомба. Сега моментот на работа е проблем после 14 години, понатака ќе го спорим. Да. Тука ми беше моабетот. Како се свичнуваш ти од тој младински фудбал? Тешко ли ти беше тој младински фудбал да се свичнеш на сениорски фудбал? Да се многу е тежок, крај тоа што рачунај се, а знаеш како е, Стефано, Зашто ти на 15 години влегуваш веќе во прва екипа. Во тие ситуации ти си број 1 во младински категории. Значи, у младински категории двајца играчи, зборам од кадети, пионери и младинци, се бираат, ти си еден од нив. Што е број 1. Зборам, рачунај, тие се деца што се стварно квалитет дојден и се тебе те ставаат, те пикираат како број 1. Разбираш? И се ти таму си главен. Идеш у прва екипа, си нула апсолутно. Топки да ги носиш. Тоа е тоа. Да. Чистиш копачки. Ради тоа што јас не сум некој сега да разговараш со некој фудбалер што има 50 на години, он ќе ти каже ние како ни беше ти фрлаат копачки, чистиш, не смееш те шляпа, ме разбираш, не смеш да кажеш таму буквално, али ја го фатив тој период каде што стварно не бевме никој ништо. Се е сасвим поразличен фудбалот, али тогаш кај сум смел да кажам било што усоблекувално. Буквално, значи ти си анонимус, ти кјутиш и тоа е тоа, ти го даваат шкафчето кај што си се бориш. Те прифатија постарите соиграчи? Да. Они знаеш како они гледаат, они буквално нормално како и у секое мало. Ќе видат кој е разгален, кој не е разгален. Јас гинев на тренинзи, на утакмици, гинев у смисла. Се имаше и деца што беа полигави, каде што не може да го поднесе притисокот, ќе му каже нешто, ќе се намршти толку. Намршти се еднаш напред на гримаса и тоа е тоа. Крај на муавет. Никој немаш никаков респект и почит понатака. Така да ја бев баш онака цел живот у фудбалот бев борец многу и затоа ми се случува и некои непосакувани повреди околу тоа што воопшто никогаш не се штедев. Тоа беше најголем проблем со мене. Да, со кој делеше минутажа во шпицот, во нападот? Играчишта човек, тогаш прва екипа беа Борче Маневски, Крсте Велковски тренира индивидуално се со мене. Имаше сега точно знам Борче беше капитен, Крсте исто беше тука, така да. Добри, мислам, и за нашава лига реално, веќе си се некои активни. Да. Во нашава лига беа тогаш број 1. Да се навратиме на надпреварот со Лацио, сакам да ни раскажеш нешто повеќе. Со Лацио имаше многу интересни ситуации, ради тоа што ние тргнавме од тука, првично тргаме, летаме натаму, и сега ние го гледам као и газдиве на клубот наш и сите што се таму, дали директори, дали било што, они си носеат дел од фамилијата, ради тоа што тоа беше доживле. Буквално. На таков култен стадион да играш, доживле не ставија, не сместија во хотелот. Првично слетавме, тргнавме на кај хотел. Хотелот беше на газдата на клубот. Тргаме сега, добар момент беше, идеме со пратња, полиција, и напред и назад иде полиција. Како што возиме до нас, они знаат сега дека се случува, дека има утакмица. Ние баш како звезди, ради тоа што на Лацио им беше прв официјален надпревар за таа година, квалификации. Дојдоа квалитетни играчи, Джибрил Сисе, Клосе, овој селекторот на Аргентина, се што освоја светско првенство како беше Скал, не знам сега, да. Маури, Рочи играше тоа? Хернанес, да, играше. Така да тоа беа собрани звезди од сегде, класи, фудбалери, и сите сака да ги гледат. И се знаеше дека ќе се игра утакмица со нас. И они знаеш како што идеме ние со автобус, до нас сликаат, снимаат, да, и баш се осеќаш како звезда, стигаш таму пред хотел, те чекаат дечиња за автограм. Даваш автограм и баш беше како, знаеш, да се почувствуваш баш
фудбалски како некоја си звезда и да сватиш уствари како име на секојдневието на овие големиве. Да, беше баш интересен момент. Излеговме на Олимпико, имаш тренинг пред надпревар, обавезно не да си игра. Ние имаме еден тренинг, да речеме се не знам колку саат, 7, они имаат Лацио од 8. Сега не знам ни толку 7 или 8 и пол и не знам како. Зверски, значи ние прени со облекувална влагаме, ни средуваат све, теренот наместен, излагаш на Олимпико, бомба, сликајме од ваму, сликајме од таму. Имаше нели со нас маркетинг што си работеа луѓе, слика ваква направи, слика онаква, знаеш, сите беа поише за тоа. Директорот на клубот си се соблече у копачки. Тренира со вас. Тренира. Да, имавме некои паш вежби таму на место, не беше што ти кажам, нити се оди. Значи сакаш да трае вечно. Вечно. Убав момент. Да, опуштен, што ти кажам, сам си на терен, само има некои новинари. Тоа е тоа, завршивме со тренингот, ти викам, си се редиме таму, ај од ваму сликниме, таму сликниме, све окей, заврши тренингот. Влагаат на Лацио играчиве, тука ние додека завршуваме, додека се облакаме, додека се сретуваме, се наоѓаме тука. Знаеш, поради тоа што се облекувалната една до друга. И здраво, знаеш, однака си се поздравуваш, они многу незаинтересирани, значи не те прецепира буквално, знаеш, тоа е момент кај тие играчи имаше ситуации на самиот Олимпико, значи збораме конкретно сега за Џибрил Сисе. Значи човекот, го знаеме Џибрил Сисе кој и како е, човекот јас толку чалам немам видено. Значи он не те погледнува буквално и ако те гледа со некоја фаца омаловажувачка што кој си ве, што бараш ти овде, знаеш, ние дојдовме само дојдовте како спаринг партнери ве проаѓаме и чао, пријатно, разбираш. Он доаѓа, ни те погледнува, ни ништо здраво, си продужува, пуни себе, знаеш. И ти дава до знање дека ти не можеш од апсолутно ништо да бараш. Апсолутно ништо. Така да излеговме и утакмицата, додека околу тој момент само да не го забраваме, утакмицата од кога почна, сега влага Егејче, едно дете, како викаме Егејец, Филип Легоров, влага и јас се од тука го гледам како го гледа. Значи, вака дигната главата и као сменја, ма цинично сменјени, ти не знаеш како, кој си ти, бе? Што бараш ти овде? Друга со мене ги играш, ме разбираш, да, и викаш, овде нема за фрканција со овие. Овие нема за фрканција, значи те мелат. Имаше мерака на си седам ги. А ова бе, скржи се беше кај ќе ги скржи? Мислам, не е таков момент, таму знаеш, они се навикнати на тој ритам, они се навикнати на таа атмосфера, на толку народ, на таа, како да кажам, тоа внимание што им се дава цела јавност. Ти идеш од Македонска лига, идеш таму и таму те очекува, знаеш, од еднаш друг свет. Почиња да грми на трибини, пуштаат, не знам дали знаеш, Орел. Стадион? Почиња, да, па затоа викам поради тоа што беше официјално направено. Почиња да лета некој Орел таму што го имаат направено баш тоа што има као нели логото. Па навивање ти не знаеш како грмеше буквално и сега почиња утакмицата, они стартаат Во најак состав. У најак состав и мотивирани 200, разбираш. И сега ти само гледаш, па топката иде, пука на сите страни и ти си уште у шок, не знаеш кај се наоѓаш и заврши беше како што заврши. Беше стартот на таа утакмица? Не. Тогаш од младите беше Даре Велковски. Даре Велковски. Колку изгубивте на тој одпор? 6-0. 6-0. Гореш од сите страни. Значи лета ти не знаеш, дуваше, да, Столе Димитриевски бранеше. Да, тогаш беше он дете, исто он беше и Даре, стартери, Столе беше многу млад дете и баш не го поднесе. Тој порас многу добра историја, таков карактер, затоа и таму стигнат каде што е. Ама драгоцено искуство. Лудница. На реваншот во Скопје? 3-1. 3-1? Да. Да, и на реваншот не дојдоа сите, али 80% дојда. Да, веќе била решена работата. Решена беше работата, се знаеш и баш и тука беше пак интересен момент, тука таму, затоа викам, знаеш какви моменти имаше интересни, што ние се смееме сега со играчиве што беа таму, идеш, таму кога дојдовме, газдиве на клубот се сликаат, сега овој дошол со Ферари, со Ламбурџини, со не знам ти само таму што, овие се сликаат. Газдите на нашиот клуб се сликаат, знаеш. Тука ние доаѓаме со Корса, со Фиат Уно, ме разбираш, па да, и викаш јас сум фудбалер со овакви и оне фудбалер, а тоа се дешава за една недела. Разбираш, и
комедија, си се смеевме на самите себе си тој момент, знаеш, заради тоа што стварно моментот од фудбалер и фудбалер овде небо земја, и ти си фудбалер и он заедно играте, а уствари е толку многу различно. Заработува милиони илјадници евра. Баш така. Илјадници евра на неделно ниво. Да. Потоа почнува сезона. Да, потоа почна сезона, не знам сега како беше, знам дека бев и стартер на некои утакмици, нормално, ти викам, уште бевме деца. И све беше окей, супер беше. Не знам сега точно како завршивме на крај на сезоната. Не ми текна, затоа викам многу избледени, заради тоа што има многу ситуации у фудбалот, многу моменти, многу такмици изиграв. Така да. Твојата фудбалска кариера после работнички? После работнички стига понуда од Металург. Металург беше тогаш Извини, профи договор со работнички потпишуваш? Да. И после тоа стига понуда од Металург. Металург беше тој момент, нели, работнички веќе стивнува, Трифун Костовски си оди, стивнува и веќе доаѓа Металург како еден од подобрите, ако не и најдобар, и финансиски, и услови, буквално се. Доаѓа Металург и ме побара Металург, отидов таму. Таму отидов, не знам која година, околу годините ми е хаос у глава. Отидов таму, беше сериозна екипа, беше шпиц на моје место, играше Бажи Илиовски. Бажи Илиовски е најдобар стрелец на историјата на македонскиот фудбал. Он беше стартер и сега ми вика, слушай, имаш две опции мислам, кога се договарав, искрено, конкретно ти кажуваш што се отворени карти. Ми вика, имаш опција да бидеш или резерва овде, што не знам колку би ти одговарало, или Тетекс беше у прва лига, или идеш, доаѓаш, подпишуваме овде договор, идеш таму, играш 6 месеци, се враќаш. Веројатно баже си имаат и они, знаеш, кај нас како е у фудбалот, се знае точно кој до кога, како, што станува. И вика као... план. Да, остануваш, после се враќаш. Тука Нестор беше, Несторовски. Да, Несторовски беше, измена му беше на Баже. Ја отидов таму и таму уствари ми се дешава хаосот што ми се деси. Во Тетекс има квалитетна екипа? Прва лига има добра екипа. Мислам, знаеш, не собра играчи, таму се дешава и други ствари, сега да не налагаме, така да не беше многу и околу фудбал играње и све, али имаше стварно добри дечки таму. Имаше добри дечки, направивме добра екипа, почнав феноменално. Таму реално бев најспремен у животот кога сум бил, ради тоа што сум се спремил фул и од работнички бев премногу спремен. Отидов таму директно, таму ги газав искрено. Буквално буквално бев нели за сите репрезентации ги пројдов, буквално сите репрезентации, секој кога ми се фати и работнички, и репрезентација, и тренинзи, еден куп, бев стварно премногу спремен у тој момент. Таму бев тоа баш разговараме сите, сега со другари, знаеш, после од кога ми се случуваат работите, веќе си го враќам минатото. Буквално бев сега, затоа викам, од тоа што сум го можел во животот, таму бев, тој период бев најспремен. Во репрезентација, младинските репрезентација си со кои су играчи? Младинските категории сега Стефан Ристовски е 92, јас сум 91 година постар. Сега играчиве што беа таму, има еден куп, ама вака некој сега да се одвојува, освен Стефан Ристовски. Он не беше тогаш, искрено, поради тоа што не помалена генерација, така да нема некој звучно име, сега може заборавам, искрено, али немаше некој, така да рече сега да е профи фудбалер. Во Тетекс има што играат, нели, во странство, има што играле, ама не сега да кажам ја Ели Фелмас. Да. Во Тетекс ти се случува можеби најлошото нешто што може да се случи на еден фудбалер? Да, тогаш уствари ми се срушува све што сум правил сега. До тогаш во животот. Буквално заради тоа што јас пред тоа имав мислам баш онака тие бевме некои играчи што бевме најтрнооку и на менаџери и на све, млади, и се случува да се договорам и со менаџер, ми беше кажано дека јас морам да ги изиграм
една година да изиграм 6 месеци, една година и после тоа сите вратих се отворени ради тоа А во што Металург одиш без менаџер, без ништо сам да, се. да, и од таму уствари почнува до све. Да. Сега, работите е сега дека јас треба да ги изиграм тие моменти, да продолжам со овој ритам, ради тоа што ја имав сега почетоците ми беа од Тетекс, зборувам на 5 надпревари 8 гола. Како сега збориме за дете. Млад играч. Млад играч. И сега моментот беше као продолжуваме со ова ниво на игра и идеме у странство. И реално мене ми беше паметот многу таму. Јас знаев дека ќе се деси нешто. Позитивно. Правиме муаве, да. Очекував дека ќе се деси ради тоа што зборуваме за сериозни луѓе што беа околу мене. Сега јас не сакам да кажувам имиња ради тоа што сега веќе тоа пројдено све, меѓутоа зборуваме за менаџери што се сега на најквалитетните играчи што ги гледаме секаде низ светов, како што кажеме, сегде најпознатите наши фудбалери, за тоа зборувам. Сега се деси моментот што се деси, одеднаш кога мислиш, знаеш како ми се деси мене? Стигнав на ниво каде што стварно сега ние очекувавме, тие бевме неколку деца што се веруваше дека ќе отидеме негде. Така и се збореше, да. Младите, младинците, квалитетните не збореа, не знам какви што. Таа група бевме на дечки. Сега, кога очекуваш ти највеќе, јас сега стварно верував дека тоа ќе биде некоја ситуација интересна. Викам, види бе човек, идам ја феноменално. Разбираш, газам само да продолжам. Сега, искрено, сега може би звучи лошо, меѓутоа, па ми е гајле и да губиме од да, јас гледам сега и тоа што мене ми е, Тетекс не ми е мене мој клуб, јас идам таму, нели, за да идем помогнам на нив нормално, али мене ми е моментот овој фокус на тоа за да излезам надвор. Ја таму газам, таму се пуштив газам. И одеднаш кога веќе све имаш, се дешава хаос. На кој надпревар? И што точно да има? Знаеш што се случува, тоа не го кажав на прошливе моменти кога што излегував на подкаст. Ја викам за еден фудбалер за еден спортист, најбитно од све е централниот дел, буквално. Глава, срци, знаеме. Јас кога правиме муабет со татко ми, дека татко ми сега у моменти, знаеш, он си навраќа ситуации, знаеш од кога се деси моментот и све друго, ми вика, ја викам, знам зашто ти се деси тоа, зашто? Кажу, што си глуп. Знаеш зашто си глуп? Вика, заради тоа што твојата, тоа ти што го имаше, го немаш апсолутно никој. Ти влагаш у секој можен дуел. Ти немаш штедење, ја буквално не знаев да се штедам. Значи, зборувам, ја имав, зборуваме дома кај мене, ја имав ситуација каде што мојве рентген снимки, моите операции да ги гледаш, можеш луѓе да направиш, не еден човек цел, туку луѓе. Имав сериозни повреди од тоа никогаш не штедење, никогаш. И моментот се деси со Тетекс, на Тетекс Пелистар на преварот. Јас играме таму такмица, тој е нешто ја греши, поради тоа што сега неќам ни миња, ја на дечкото апсолутно посакувам се најдобро, воопшто ни се десило што се десило, дали ми се извинил, дали не ми се извинил, скрос небитно, воопшто не му се љутам, нека си тера, нека си ужива, дај Боже, све најдобро му посакувам. Он беше таков некој пргав играч, каде што ние се знаеме иста генерација, јас сме можеби, сега не знам дали една постар, не ми текнува точно, ги игравме ние младинските категории заедно. И секогаш сум имал ја со него, он е таков, што јас ги сакам тие пргав играч, значи влагаш на скок, прска, тркади со него сериозни дуели, значи збориме за он не се плаши, не се плашам, прштеше. И сега доаѓа моментот каде што играме утакмица, се наоѓаме у прва екипа и он исто и ја стартувам, ја греши еден од нив, ми ја пушта и тргам ја на топка, ја го гледам врнеш и стураш. Ја го гледам дека иде он на мене 200 на саат, заледен. Ја тргам, ја викам само да трнам, треба топката, влагам му гол. Разбираш, влагам пред него. Како што иде, ја го гледам дека иде тебе не ти попушта мајстор, он не. Старт ми прави доле, мене ми е стајна, мислам стојната нога ми е на земја, тоа е многу лош момент, знаеш, кога гази со едната нога ти е цела килажа ти е на едната нога, трга со лева и он ти влага у десната. Значи како што заради тоа што он врнеше убрзање добива плюс стартот и он влага и директно под колено, под колено, за да стопира заради тоа што јас влегов, јас ја трнав топката.
Ја трнав топката и он тука влага. Папи само не рачунај на таа килважа плюс додај уште 3 пати повеќе ради тоа што он е убрзање и он директно иде на нога кај мене. Јас сум на стојната нога. И буквално како што влага тука само папи ја мисля дека ми е скршена. Паѓам доле, викам готово, што се деси, викам, знаеш, докториве доаѓаат. Темница пред очи. Да, болка што ти кажам. Али не е битен тој момент отколку после тоа. Значи болката тренутна сасвим нема врска со тоа што се дешава после тоа. Така да влагаат, докториве влагаат, абе каква е ситуација, вика што мислиш, викам, ја мислам дека ми е скршена, не мислам, тврдам дека ми е скршена и тоа на повеќе места ми е скршена. 100% оваа болка, викам, не сум ја доживеал. Сум имал милион повреди, сум имал стварно многу повреди, али вакво нешто ни приближно. И као ајке видиме стани полека, излагам у соблекувална, вика бе ништо, знаеш, века они ме допираат као ништо нема тука фрактура, некоја нема ништо. Океј, викам, шиме таква ситуацијата, мене ме кине ме боли. И сега како што лежев у соблекувална, негде почна да намалува болката. И викам, океј, ајке излезам на терен, знаеш, седната нога идам као газам и судијава да почне да свири, да почне второ полувреме. Стартопе се деши негде 45-6 минута на крај на прво полувреме. Ај викам ќе пробам, само што стапнав као со нож да ме пресекува. Нема, викам, шанса, кузне, викам, што е. Се дешава директно, да, со еден пријател на Рики Митрески татко, он беше Рики Митрески, што беше у Тетекс, со него до Скопје, директно он ме однесо една вечер, останав дома, сега не знам како беше недела, не се работеше, понеделникот да од тетова ме донесе у Скопје. Понеделникот отидов директно у болница, у Ремедика, тогаш беше на Металург, ни беше спонзор. Отидов таму и докторов ја фаќа ногата, вика треба да се прави, не знам, магнет, не знам што, како така, он вика чекај да видам, не бе, вика да ништо нема потреба од прајање, вика утре си на нож, Одма знал што е. Да, овде вика салата. И се деси таков момент, имав па можеби најтешката повреда што може еден фудбалер да има. Лигаменти, рескавици, менискуси, све скинато, клапа нога. Ја правев операцијата, сега не сакам повторно ни да судам, ни да не знам ни што се деси по операцијата, дали беше како што треба, дали не беше како што треба, али после тоа веќе никогаш не сум бил ист до ден денес. Колку време траеше рехабилитацијата? Па траеше доста, ради тоа што јас затоа викам имав тешка повреда и требаше да се направат 15 терапии, ја ги правев 50 и кусур. Не можев да одам воопшто, не можев да ја виткам до ден денеска, скрос, мислам, не можам да ја свиткам ногата. Али затоа викам, тој момент, уствари сваќаш дека вака е. Дека рече дека си бил најспремен. Дали мислиш дека си се префорсирал со тренинг, со вложување? Не, знаеш зашто да сум се префорсирал со тренинг и со вложување или со мислам дека да сум се префорсирал со нездрав начин на живот, да сум се префорсирал и нездрав начин на живот, би ми се десило поразлично, мислам, повредата, дали мускул, дали нагазање ќе ми се деси, али ова беше директно, конкретно удар. Страшен удар. И така да, мислам дека не од тој аспект, туку само ете тој момент, овој момент мој, што од оваа гледна точка јас мислам дека сега би се тргнал. Проба да се вратиш после на фудбалот после повредата? Па да. Мислам јас се вратив, све си продолжив, отидов Металург ми го раскинува договорот и тоа што веќе тоа е тоа. Не е тоа. Мислам не ми го раскинуваат, ми стекува, не го продолжуваат. Ствари не знам ни дали ни истече. А за со странство? Со менаџерот? Тоа веќе заврши. Тука сваќаш дека ти си уствари потрошен материјал, ме разбираш, ти си само некој што тоа е уствари бе, фудбалерите се тоа. Да. Реално, фудбалерите се тоа, фудбалерите се луѓе што траат кратко, завршуваш, нема корис некој од тебе. Аут си бе, мајстори, има луѓе други. Значи не те чека тебе никој. Апсолутно тебе никој не те чека. Туку си има нови дечки бе. Да. Си доаѓа, ти не си способен веќе за фудбал бе. Чао, пријатно. Абе сум бил јаки, абе кој сакаш биде мајстор. Тоа е тоа. Суров. Најсуров свет. Фудбалот е сурова работа, премногу и затоа јас
понатака ќе разговарам и каков сум со деца и свера и тоа што мора да се навикна на тој момент, ради тоа што кога мислиш дека има све одеднаш кај фудбалот се дешава хаос, може да се деси хаос и да не знаеш главата кај ти. Ради тоа што ти рачуна јас не сум идел во школа, буквално. Јас не сум идел во школа. Јас знаеле сите дека јас имам таков и таков договор, дека јас не одам во школа, све ми е окей, све ми е прифатено од сите професори. Јас не излагам. Ја на одмор не сум бил. Ја не бев на одмори. Ја не знам што е одмор буквално. Ради тоа што излезе, знаеш како, им викам на другари, дај бе летно време, ало луѓе, кое летно време, мене ме травма летното време, ради тоа што јас кога вие сте оделе на одмор, јас сум тренирал овде као стока. На пеколот сум тренирал као стока, јас не знам што е одмор. Јас стварно не знам што е одмор. И абе летно време, знаеш како е, вака апсолутно не знам. Мене е зимно време. Одморот ради тоа што е околу Нова година сите паузираат. Од 10 декември до 10 јануари. Да, сите паузираат. 15 дена сум ги имал и лепота, што е тоа за мене лепота. Јас сум се погаѓал у екипи каде што сме имале летно време само 4 до 5 дена пауза. Европа играш. Тебе ти завршува првенството, се спрема за квалификации за Европа. Ти можеш да се спреми за квалификациите за Европа. Треба да се темпира форма и за Европа, па треба да се темпира форма за Лига. Да, и затоа зборувам дека ја летно време не знам многу жртва, многу ствари ги пропуштив и фокусот ми беше на фудбал, премногу го сака, значи јас сега да разговарам со некој сега што ме запознал, мисли дека сум психопат за фудбал, искрено. И сега тоа све да си го имал ти толку многу и одеднаш преку ноќ завршува све страшна травма. После повредата се враќаш во После повредата се враќам, исто играм во Ѓорче, идам во Ѓорче беше исто прва лига. Отидов таму да играм. Играв таму што играв, периоди, меѓутоа јас да верува во тебе кога те повика да бидеш дел од Ѓорче? Да, многу. Ради тоа што они ме знаат од пред тоа. И сега си го зијаме овој така, ќе го спремиме, ќе се спреми и тоа е тоа. Фул. Ништо тоа. Не бев никош ист. Не можеш да бидеш никогаш ист и сега јас дојав во момент да седам на клупа на момци што реално сега да не навредам некој, али во тој момент беше непоземја разлика. И сега јас на тие да седам, знаеш, многу тежок психички момент. Како? Тоа беше страшно нешто. Значи ја викам, имав тоа све што го пројдов таму, викам дека сега во животот ништо не може да ме сруши. Ништо, ради тоа што тоа ми било све мене. Тоа ми било све. Апсолутно. А си бил малтене тинејџер во тие години. Апсолутно све, рачунај цел момент, цел живот, све у тоа. И одеднаш како снема. Тој сон заврши. Да. Све апсолутно друго можеш, фудбалот не можеш бе. Фудбалот идат годините, крај на муавет. Чао тоа. Ова друго све ќе го средиме, понатака со годините ова не. Те јадат годините и чао. Чао пријатно. Во Ѓорчек ја завршува сезоната? Да, во Ѓорче не знам сега колку останувам. После тоа веќе викам не можам овде да седам, отидов нешто аматерски у Германија и се вратив, викам готово, крај на муавет. Почнувам, излезе некој момент, почнувам со тренерството. Кој те внесе во тие води? Да ти кажам право, да се занимава со... Јас знаеш како дојдов изгубен. За мене најнеблагодарна работа тренерството. Да, можеби, да. Многу тешка, да, многу специфична. Али како кога дојдов, еве сега ти рачунај да бидеш некој што само тоа ти е у животот, идеш у странство, се враќаш, што правам јас со себе? Ја изгубен у просторот, не знам што правам, не знам кај сум, не знам што понатака, толку ли, што ќе правам, кај ќе идам, скитник ли ќе бидам, знаеш? Едино што знам е фудбал. Во тој момент. Ти не си имал време за друго. Само тоа, фокусот ти е на тоа. Кој ти дава шанса да се исправаш? Отидов преку мои роднини, муаве два му фали, таму фали тренер, ова, она, викам, дај да пробам, знаеш, ќе видам каква е ситуација. Отидов у КУЛ, фудбалска школа, таа е приватна фудбалска школа у Киселовод и така почнав ствари со тренерството. Ти беа дадени деца на Да, тоа беше ми дадоа дечиња тука, кратко останав у Киселовод, потоа се префрли во Карпош. Таму се среќавам со дечково што сме сега ортаци клубот што го водиме. Со него почнуваме и веќе влага пасијата у мене, се враќа она, знаеш. И веќе после тоа јас го кажувам на сите, во тој бубањ влагам и тоа влагам занесено тотално.
И сега јас тврдам и сите што ме знаат и од пред тоа и сега што ме познаваат, знаат дека јас сум моментално поголем фанатик дупло од тоа кога сум бил Фудбалер. Значи, многу поразлично, ради тоа што ојачав као карактер премногу ојачав као карактер од тој изминат период, собрав искуство страшно, сватив дека животов ми е борба, буквално, и дека сега идеме фокусот шанса, сега ќе изедам. Да. Си бил 20 деца, 10 деца, 15 деца, 20 деца ти биле предадени на тебе да ги тренираш, да се грижиш за нив. Да, ја бев кога отидов у Карпаш, бев на двајцата, Саша беше главен, ради тоа што он си беше тука веќе долг период. Ја влагам папали учење без престан, фокус на тоа и веќе почнав да одскокнувам. Газда вика, слушај, не ми требаш таму ми е доволен еден, сега ми требаш ти вамо да ми ги водиш сите у кисела вода. Сме префрло у кисела вода ми се веќе околу 110-20 деца под мене, со тоа што има плюс тренери, меѓутоа јас сум еден од тука тие што треба да ги држи конците. Да. Работев деноноќно на тоа, дури се погубував. Гледав, ја тоа викам, почнав да гледам од зид вака гледам од таван, буквално размислувам на што ќе се случува тренинзи, кај сме сгрешиле, што сме сгрешили, имаше феноменален успех. Па до толку и ми се јавуваат и околу тие ствари многу и проблеми ми се јавувале и заборавање на ситуации, заборавање на све друго освен тоа. Знаеш, ги занемаруваш сите околу тебе, само тоа ти е фокусот, значи луда работа и што да ти кажам, тако беше моментот каде што ја викам не овде ќе се докажам ради тоа што ова го сакам, ја немам друг избор и сега тука мораш да јадење живи луѓе ќе биде. Деца имаш успех со децата во тие лиги? Имав сериозен успех, ради тоа што бев ти викам све околу нив бев 24 сата околу нив посветени, имавме сериозни успеси околу тоа што јас не зборам сега дека ние сме немале ни нерешено. Стварно сме немали нерешено генерации, и кога сум ги водел, све биле тоа победи преку целата сезона. Зборуваме од деца каде што е приватен клуб, каде што не е селектирани деца од цела Македонија, тогаш беше Вардар, зборуваме за Вардар на Самсоненко, каде што он ги бира децата, кој иде ти вика, слушај, јас сум од Вардар, да доеш, на родителот му, кој нема да дое. Вардар, и тоа беше и сега овие моменти јас каде што ги зимам деца од 5 згради, правам успех невиден. Спартанци. Да. Таков ми е карактерот. Премногу сум строг на моменти, премногу захтевен и премногу барам, али гинат за мене деца. Гинат буквално. Добро, дека и млад тренер си знаел на што ти фалало тебе како ги знаеш фурите што треба да им ги направиш, фурите што треба да им ги направиш, знаеш што тебе ти фалело, знаеш колку реално сега да преме колку и да е сурово што ќе го кажам, какви лоши тренери сум имал, значи колку некомуникација сум имал со тренери, колку тоа било реално дојдено. Јас од оваа гледна точка ги сваќам колку не се работело. Ради тоа што тогаш тоа ми било, тоа е тренингот, сваѓаш. Тоа е трчање на кеј тренингот и тоа е шева играње по цел тренинг. Тоа е тоа. Друго нема, зашто не си знаел. Сега од кога влагам у овој свет, сваќаш дека јас ништо не сум работел. Јас сум имал квалитетен тренер, ќе сум бил дупло подобар тоа што сум бил. И било кој од моите врсници. Значи ние ништо не сме тренирали. Ништо. Децата од кул што си ги тренирал, после продолжиле веројатно во Да, има сериозни деца се што се веќе за прва екипа. Бомба деца. Значи децата се јас кажувам и тврдам на сите дека ние имаме не знаете какви таленти. Страшни таленти. Само немаме кадар. Воопшто. Немаме кадар у таа смисла што сите мислат дека ако сум бил фудбалер, некој добар, дека можам и тренер да бидам. Врска нема. Значи врска едно со друго нема, не постои никаква сличност од тренер до фудбалер. Џабе ти е тебе све ако немаш ти ништо познавање, немаш однос и најбитно од све, ако те мрзи да работиш. Најбитно од све. Колку и да не знаеш. Се сложувам со тебе, бидејќи кај нас во секоја сфера на општеството сите се мрзливи, се работи од 8 до 4, не сакат да изгазат и да прифатат некое туѓо мислење. Така. Реално е така. Реално е така во секоја сфера и
не е секогаш решение во странските тренери. Значи секогаш треба да мислиш, да размислуваш како во твојот случај на фудбалот. После ФК Кул правиш пауза или продолжуваш? После ФК Кул, вака, после клубот, ја веќе сваќам дека ја премногу се вложувам од себе. Ја премногу се вложував. Стварно и викам дали е вредно тоа да го правам јас сега а да не е за мене лично. Да. Знаеш. И имаше некои моменти каде што ситни се тие ствари на разочарување на било што, викам не ги ти се спремаш за нешто многу поголемо. Значи енергијата твоја е за нешто многу поразлично заради тоа што ја имав цел. Јас и кога играв фудбал, најголема желба ми беше да работам со млади категории, со деца. Не ми било желба никогаш да работам со сеньори. Никогаш, туку сваќам колку нас не бива, а да колку не се работи. Талентот. Да. И се спремав, одма се спремав за нешто што следи. Се тргнав од таа, имав кратка пауза и после тоа почнав со Next Level. Next Level? Школа за индивидуален тренинг. Next Level седевме со Саша, што ми е сега Ортаков. Седевме со него, не знам кај бевме на одмор негде или не знам на викенд, не ми текнува како. Вика он остана таму уште тренер во клубов. Вика дај да почнеме нешто да правиме. Се договоривме да почнеме. Кој е моментот да работиме индивидуално, заради тоа што не знае доста. Јас од кога се тргнав, тој беше таму се реално стигнавме на некој стварно сериозен момент со децава, значи тоа беше мелење. Јас само треба да го погледам детето, знам што треба направи, буквално не ни зборевме на утакмици во момент. Само треба да викнам едно нешто таму карактеристично за мене, се да не го зборам. Кажувам едно, се завршува одма работата. Се газеше свежи видео. И сега од тогаш те снемува тебе таму. И децата те барат, не знаеш како. Значи, не знаеш како ме бара децата. И викам, сега е моментот, пукаме со Next Level. Отварање, дневно по 10 нови. И родители, деца те барат. Сите, цел клуб се префрли. Цел клуб од таму, цела генерација моја и на Оис, на Саше, се префрли у Next Level. Имавме по 10 деца дневно, на старт, рачунај по 3-4-5 нови, индивидуално зборам. Да, не во Next Level. Во Next Level. ФК Водно не постои тоаш. Не постои тоаш, аха. Next Level, работиме, почнеме да собираме секој ден. Знаеш како правиме, као објава на ново дете, се сликаме со него, па тоа носи 2, тоа носи 2, 3, тоа носи 2, 3, ама тие што реклама. Да, тие знаат дека сме ние двајца и немаше некој што не доаѓаш од клубот. После почна да се шири како што доаѓаат и сега тоа еден на друг, се работи феноменално, момци дојдете. Од уста на уста најдобрата реклама. Почна да ја, да. Приказната со ФК Водна, кога започнува? Па, нас ни беше, од кога отворивме Next Level, нас ни беше цел дека ќе отвориме ФК Водна. Мојата желба беше, и на Саше беше, школа фудбалска. И после неколку години, 2-3 години, да, Водно е 2 скоро, ова е 5, така да после 3 и нешто години, од Next Level се отвара Водно. Водно, зборам Next Level, таков добар глас не биеш и тогаш и сега, со тоа што се чекаше момент само, знаеш, од тоа и дечки го отвараат, чекајте, имаше луѓе што сакаат да идат од други клубови, не, децава полека почека уште некој месец почињава. Првично го отворивме мај 2023. Отворивме Водно, почнавме со некои 13-14 деца. И тоа децата беа на Саше внук му. Да. У Нова бевме ја и Саше, исто и до денеска сме во школа ова приватнова. Таму работиме after school activities као фудбал и од таму некои дечки дојдоа првично заради тоа што знаеш како и овие се Кире и Саше. Али ние не веруваме дека они може да обстанат финансиски или било како, заради тоа што школа или клуб е сериозна работа. И ние ќе почекаме. Имавте ништо. На почеток? Ништо. Сами. Да. Само финансирање. Сами После со членарина. После сега знаеш, сега ни е број 1. Почнувате со 13 деца, 14 деца. 14 од деца. колку години? Од најмало до 2012, значи имаше тогаш дечиња што беа по 5 години, 4,5 имаше едно детенце. Базата вие?
Димитар Миладинов основно училиште, центар, бившо браќа Ривар. Таму ни е базата, таму почнуваме, го правиме првиот тренинг, знаеш, ние сме без престан се збори тоа нема крај. Се бунат од зградите, имавме проблеми со зградите, значи таа вика, ало, праќа слики, вика, уја од планина се симна, знаеш, праќа слики, ни праќа видеа на Вибер. Имавме на старт проблеми, ептен, околу тие моменти, али на старт испукавме јако 13-14 деца, пука, тренинзи, што ти кажам, вербалње све оно што го знаеш, мерак ти е твое и почна се развива брзо. И сега сте со колку деца? Па сега моментално сме, да не те излажам, сега е многу ладно. Сега прават пауза доста, и тоа што е грч на вечер. Ние имаме до 11 индивидуални тренинзи, не можам вака да влезам дома. Да. Имаме 170 до 180 деца. Браво, од 13 деца. Да. За временски период? Па за година и 7-8 месеци. Каков скок? Да. Каков скок? Сега веќе и сите сигурно да, веќе знаеш што е многу добро, што знаеш, почна да доаѓаат деца што се од други клубови. На старт немаш шанси да убедиш. Кој ќе убедиш ти да ти дојде некој дете, он стациониран, да речеме, во друга школа каде што трае 20 години школа или клуб. Да. И сега ќе рече, кои се овие бедали, жити се 20, сега ќе ме преложат мене да дојдам тука, нема шанси. Па какви дас, ќе да рикнат за месец дена што ќе правам на улица, ќе останам после со детето. В тој момент. И после тоа сватија дека стабилни сме, дека можеме да обстанеме, почна да доаѓаат и сега квалитетни да се прават добри генерации. Што за година и 8 месеци, извини, тоа што го имаме сега ми тегна 170 деца, а само 20 тренери или имате помош? Не, моментално сме 7 тренери. 7 тренери, а почнавте со... Да, ја и Саши. 20. Да. Браво. Сега сме 7 и затоа викам, многу е тешко, ние на старт почнавме да се собираме и плюс, меѓутоа многу е тешко да најдеш тренер. Многу ради тоа што јас идам на ФФМ и молам Бога некој да ми се засвиѓа и да дам све ќе му понудам за да дојде во школата. Од тие помали. Што имате исти размислувања за фудбал. Да. Ама не, мислам, тоа секој си има различно. Да. Никого ни навредувам, ни апсолутно немам против никој ништо за неговата работа, меѓутоа јас тоа што си го сакам, не сум го нашол. Да. Тоа е тоа, крај. Моje размислување апсолутно не се мешам, ни секој си има своја филозофија на работа. Тоа е тоа. Колку е тешко да ги извадиш децата од дома, од компјутери, од сите... Имаме проблем, сериозен околу тие моменти, околу таа исхрана, што ја пропаганда ширам невидена, околу исхрана, околу играње на телефони, нездрав начин на живот, страшен проблем. Доаѓаат на тренинг, нефокусирани, значи он има до пред почеток на утакмица на телефон. Игра. Зборим автобус, идеме од хотел на терен, он игра. Не можеш да изиграш тие после. И за дете зборам. Сега тие ги гледаме да ги менјаме тие навики, гледаме да ги менуваме тие навики. Јас сум многу строг околу тој момент, ради тоа што имаат јасно дознање, јас стојам на тоа секогаш дека мене ми требаат за тие селекции. Другар, не мислам за родители. Да. Не сака да биде, сакаш да биде по твое да си тера како ти мислиш. Океј, нека јаде свашта, нека спие у 4, нека заспива во ред, меѓутоа си има група каде што само ќе тренира. Мене ми требаат овде, каде што јас се вложувам 24 сати, јас не се вложувам за џабе, мене ми требаат дечки, ако се мали деца, туку да ги програмирам како што треба за да може фудбалер. Заради тоа што овој момент јас што го раскажав до сега како сум поминал е брутално суров. Колку е тешко дете да го навикнеш да те слуша тебе, а не родителот за време на тренинг, за време на надпред. Знаеш, тешко е, ради тоа што ти прво, они кога доаѓаат се, има доста размазени деца сега овој свет, многу е моментално нов. Па да речеме 90% дека се такви. Али ти мораш прво да расчетиш со родителите, да им даеш јасно дознање дека тука нема за фраканција, дека тука се работи и дека се работи по твоите принципи. Ако ги следиш моите принципи е во ред, ако не ги следиш има милион други различни школи. И тоа им е јасно дознаено на сите, даено на знаење дека мора тоа така да биде, заради тоа што јас првично морам да се заштитам и јас никогаш не можам да воведам дисциплина ако нема
со родителите дисциплина. Никогаш, значи никогаш ти ако како тренер или како школа не можеш да ги исконтролираш родителите, на сите да им е јасно дека никогаш нема да има успех. Никогаш. Сигурно има тој проблем за време на надпревари. Сум имал ситни проблеми, меѓутоа не такви како што имаат другите. Да. Заради тоа што мене не ми треба буквално Лионел Меси да го имам сега како дете, мене не ми треба. Искрено ти кажувам, не ми треба. Ако он ми напри Ама тоа е многу голем успех за тебе, значи те имаат голема доверба за родителите. Стефан, знам што сум прошол. Брат, знам што сум прошол. Знам како било и знам кои моменти јас сум ги јадел заради тие родители други. Тоа нема никош да го дозволам, за тоа го отвори фола. Нема, апсолутно не сме никој ништо да каже за работата. Буквално. Ради тоа што како секој што јас никогаш не би се мешал во туѓа професија, никогаш заради тоа што не сум компетитивен за ништо да кажам различно од ова, што јас ќе ти кажам за новинарство тебе. Не ме зезе, брат. Ќе ми изедеш така, па истата ситуација. Гледај си го својато таму и ќути си. Остај го кај мене. Тоа е тоа. Ако ти се свиѓам во ред, нормално имаш право да ми кажеш, не ми се свиѓа, чао, пријатно. Тоа е тоа. Во која конкуренција се надпреваруваат се над децава? Имат ли надпревари или само меѓусебни дуели? Да, имаме ФФМ е детска лига. Таа организирана детска лига, се надпреваруваме од цел град. Тоа е тоа, си пријавуваш екипа 2, све зависно колку дечи имаш. Од секоја генерација? Имаме 2017, 2016, 15, 14, 13, 12, 6. Значи 6 генерации сега за сега пријавени. Здравје, понатака си расте света. Немате екипа во тие пионерски? Не, немаме, ради тоа што не можеш ти за толку краток период да направи 11. Реално. Да. Премногу е краток периодот. Не знам како треба би го извел тоа. 17-18 играчи. Да, немам како би го извел. Ти треба почнеш од нула. Ја рачунам се, почнувам со нула и се не може мене да ми дојде некој квалитетно дете на 13 години, на 12, не тој си од некоја друга школа, да. За тебе треба период каде што стекнуваш доверба кај сите, кај што сваќаат за што станува збор, го гледаат веќе твојот успех и здравје Боже, пласираме некој играч. Што правите вие со тие деца 12-13 години? Каква 2-13, овие што ми се најстарите сега, пошто дојдат тие, например, дечиња што не играле по други клубови, нели, поише се на рекреација. Немам број на деца многу таму, немам број каде што би можел јас да почнам 11 да играм, меѓутоа тие 2013 година, тие ми се веќе имам и направено и целина на деца и све и од тие се спремам 11 да идам понатака. Да. Значи како што годините, како што си стига до таму, вие мали да се стигне здравје до младинци, до зашто не, значи таа амбицијата моја, нема тука стојам на тоа цело време. Добро, за тоа треба инфраструктура во терен за терен. Ама за тоа Стефан си иде едно по едно. Тоа Да. си иде едно по едно. Не можеме се да рипаме од едно на друго, тоа нема шанси. Значи тоа си иде едно Етапно. по едно, си иде полека, процес си е, али тоа е тоа, го тераме. Со Next Level. Како оди работата со Next Level, многу ми е фасцинантно што јас се барем не паметам дека има некоја таква школа за индивидуален тренинг. Да. За профи фудбалери. Next level е брат, Next level е лудница, значи тоа е се случува индивидуално да имаме, се дешаваше сега, се случи последно 54 момци дневно. Дневно, индивидуално. Рачунајте ги фаќаш од Тука нема врска возрастна категорија. Не. Абе јас ги тренирам од 6 години до Стефан Ристовски на пауза. Да. Капитенот на македонска репрезентација, знаеме кој е Стефан, име и презиме. Стефан Ристовски. 50% од репрезентација. Дарко Велковски. Да, збориме за Стефан Ашковски, Петар. Ги заборавам кои се све и се они само си се носат, знаеш. Вика Рики Митрески, он ми е еден од најдобрите другари, он е Индонезија, зверка. И он е на пауза цело време кога е тука. Рики уште игра фудбал? Да, Рики знаеш што е таму бе? Бог. Во Индонезија. Бог. Вика, значи идат со приветни авиони, идат, ти не знаеш, животот на Реал Мадрид го живее. Само што таму никој тука не гледа, тука не гледа тоа таму. У тој свет таму, у азискиот, он е, што ти кажам, капитен им е таму.
фул народ. Да не земе државјанство па да игра за Потписи, репрезентација. ти не знаеш, ти не знаеш што е таму. Сори само тоа што никој не го прати. Да, Ки играчиште, тоа е вече. жално, тоа е Играчиште. Он е таму и он баш ми се јави за тој момент, ми вика брат, што е ова овде бе, вика кога му се јавам, кога гледа дека јас тај колку деца имам и дневно имавме на 30 индивидуално. Како постигнуваш да ги тренираш сите? Па фаќаш од саба или тераш. Нема крај, јадеш таму на терен. Ле. Да, јадеш на терен. Многу, значи заинтересираност има страшно. Овој баш со Стефан Ристовски исто ми е многу добро другарче. Вика, он е специфичен, значи он е реално фудбалска звезда. И он вика Да, Лига шампиони игра. Со правим Јасно е. Спортинг Лисабон игра Динамо Загреб капитен, не ме зезај, значи сега правиме муабет за светски играч. Да. И доаѓа и вика како, брат, јас сум, знаеш колку специфичен. Он е стварно специфичен, си бара и затоа е таму, ја тоа зборам. Тој што е Доаѓаат дрзо, Софи играчи, доаѓаат, сакам тоа и тоа да вежбам, или Кире ги гледаш што треба да вежбам? Не, Да. тука никој не ни кажал што треба да работиме, ние сме си. И вика, као, знаеш, доаѓа и вика, брат, абе, јас сум таков. И сите го знаеме Стефан Ристовски, он е заради тој карактер што го има лав, затоа таму стигна све, што нема, он ќе ти каже сега све бе, мистре. Не ми се свиѓаш воопшто бе. Ме разбираш, чао, пријатно. Тоа е тоа, и- газење, се затоа и откажа од тоа е. репрезентација, Верувај, така? Да. Мангуп не виден. Ама реално, не ми се свиѓаш. Чао, пријатно бе, мајсторе. Јас сум тука дојден и тоа е мојот поради тоа што јас веќе сум стигнал до некој ниво, ја одлучувам за све што се случува понатаму. Не ми се свиѓа. Чао, пријатно, мајсторе. Реално. И он е таков дрзок и затоа е таму кај што е и сите тие се такви дрски таму и таму се кај што се. И вика, брат, јас сум бил на многу места за вакво нешто. Вика и одма ќе ти кажам зашто сум ја вика овде секој лето. Ма разбираш, зашто Да, тоа што он мене може е, да се е, дозволи секаде да Не биде. ме зезе, он работел со Бруно Фернандеш, најдобар другари, сега реално преме моја. Заедно игра во спорт. Па, се слушаат на телефон, Да. знаеш што се работело у Спортинг Лисабон, не може се, ја можам да му продам на некој што не е никогаш во фудбал, па да го лажам цел живот. Не можам Стефан Ристовски да го излажам, да ми дојде и да ми рече, еј, абе, тебе ти е брат, топ, окей, да го нема веќе никогаш. Така, да ми направи филм. Не можам него да го излажам. Он све прошол. Колку македонските профи фудбалери тренираат за време на паузите? Па да ти кажам, многу актуелно сега почна. Порано немаше такво нешто. Порано немаше, али сега сваќаат дека не можеш ти на 32-3 години, не можеш реално да направиш пауза од Да, па да се 10-15 вратиш. дена, тоа после враќање Тешко. Тешко. Тоа што веќе ги имаш годините и можеш да се одржуваш. А порано се правело што да ти кажам, доаѓаме на припреми здебелен 10 кила, ти го ослабува, он не ослаб, се реално, повие постариве што бе ги ослабнува. 20 дена ти идеш како на слабење си, ме разбираш, глупости тебе треба да спремно те слабе. Многу се смени фудбалот, многу се смени, многу свеста кај луѓето Да, се мајндсетот на смени, играчите многу многу се е. смени и кај луѓето и кај самите родители, и кај све. Тоа е многу добро што сваќаат дека не може веќе да те прелажи никој реално, заради све што е достапно на интернет. Се гледа успехот, све се гледа, јавна работа е фудбалот, нема лажење. Можеме у канцеларија да пикнам документи под у фиока да ги ставам, нема мајстор, излагаш на терен, те гледа народ и се гледа што си работел. И крај на муабет. Овој види го што работел, овој не. Децата не се криви. Ти си крив. Што си го направил ова? Е нула, стагнација од една година, кој може да е крив? Никој освен јас. Јавна работа, работиш, не работиш, чао, пријатно бе. Чао, пријатно. Дали сте трн во око со оваа индивидуална работа на другиве клубови? Па да, не ги пуштаат Зашто децата. ние сме Не ги таква пуштаат нација децата да као доаѓаат. Не ги пуштаат децата да доаѓаат или сега се кријат поново, као да не доаѓаме. Или тоа што ми прават проблем, ја не знам која е ситуацијата да ти прават проблем. За мене реално е брука да дојде некој да отиде на друго место да прави тренинг. Или тоа што мене не ми верува. Така, ако јас отидам на некое друго место, сега идам на пример, не знам, кај фитнес тренер еден и после идам кај фитнес тренер друг. Зашто сум отишол? Отшо ми бил убаво, ама не. Апсолутно. Сега стравот е да не ма дојде никој тука. не го гледа од тренериве тој момент. Сите не го го- гледаат као конкуренција, не се гледаат себе си да ја подобрат работата Па јас тоа го во зборам клубовите, цело време. да. Јас тоа го зборам цело. Не може да има фудбал ако има мрзлив народ. Значи како секоја професија не можеш да бидеш мрзлив, не смеш да бидеш мрзлив никако. Ги терам децата да не бидат мрзливи заради тоа што ништо не може да се деси ако не се работи. Нема, работата е тоа и тоа е тоа крај. Секој успех доаѓа кога е најтешко, секој момент што ни е најбитен у животот или што ни е најубав било од тешка работа создаден. Така да не можеш да не бидеш работник, а да очекуваш дека било што ќе се деси.
и што сега ќе правиме пропаганди, ќе шириме и Да. нема вака, не иди ваму, не веме стречи, он решил да дојде, значи решил да дојде, значи видам нешто. И готово. Поправи се ти, никој друг. Ти си крив за све што ти се случува. Јас знам дека јас за све што ми се десило во животот, јас сум самиот крив. Никој друг. Нема тоа, немаше среќа или било што, не постои, туку секој си е крив и одговорен за своите последици сам. Никој друг не ти прави ништо. Тврдам. Кои се плановите идни на тебе, твои, на ФКВ-но, на Next Level? Па Next Level си тера како Next Level. Next Level само мора да се прати цело време да бидеме у текст со све што се случува, со моменти новитети за да биде подобри играчите. Зборим за овие младиве категории, овие постариве не ми треба да бидат подобри, ради тоа што они веќе си имаат кариери и само се одржуваат. Ке мене не ги учам нив на фудбал. Апсолутно не можам да научам На некој од некој тие финеси, играчи, да. некој фудбал кој е направил 10 пати појака кариера од мене, не 10-200 пати. Така да, они се одржуваат кај мене. А овие момци мораме да гледаме новитети, намаливи и само да напредуваат, само да ги средуваме. ФК Водно, како ФК Водно, тоа ми е мене целта многу висока. Многу. Сега си бара работа, значи има моменти каде што стварно ни е тешко и стварно е многу захтевно, се мориме, јас не бев ни на одмор, ни на зимување, нигде не сум бил од кога го отворив Next Level, ова Водно. Така да треба, имаме, стварно сме заморени околу моменти, меѓутоа тоа, целта е таа, разговараме постојано со тренериве, имаме состаноци, постојано разговараме, гледаме да ги подобриме све што може да се подобри. Ја викам, ја отидов таму во Корчагин со постариве, Сашо остана со помаливе, меѓутоа сега нови по ново ќе се менуваме, ќе бидеме цело време двајцата тука за тоа ќе гинеме уште поише и крај. Имаме цели плюс да се шириме. Значи плюс да се шириме, меѓутоа за да дојде до тој момент нас не требаат сериозни ликови околу нас. Тоа што стварно не можеме да се шириме или да правиме нешто плюс, а да немаме кадар. А реално. Не сакам да го изгубиме квалитетот. Нормално е дека ти од 13 деца до 180 деца ти го изгубиш квалитетот. Не може да биде исто, реално. Меѓутоа не смееме да го губиме онака премногу. Мора да имаме кадар околу нас. Јас викам тоа, мора да се најде плюс и мора овие да бидат, сите да бидеме многу поодговорни, да се вложуваме што е можда повеќе многу да учиме. Во врска со тренери, со обуки, со носење тренерски имиња надвор за обучување на наши млади кадри. Па или се тоа? Ние сме си како клубови, сме си како клубови. ФФМ доволно ми е детската лига, искрено. Раднат преварување супер. Стварно е добро на детска лига. Имаше некои проблеми таму околу детскава лига, нешто родители не може да гледаат, имаше тепачки, не знам ти што, ама сега ги враќаат на трибини, сега почнуваме, требаше викендов, меѓутоа не знам ќе се пролонгира, изгледа за први. Тоа е тоа, немаме некоја поддршка, меѓутоа не се жалиме. Не смееме да се жалиме, тоа е тоа, ај да кукаме дека нема, па не ја работам добро ради тоа што немам услови, што дај ми чуњеви 20 да видиш тренинг што ќе направам за разлика од било кој. Сега карикирам. Како за крај, малце ќе избегам од темата. Сега во март ќе имаме квалификации за европско или за светско првенство. Па ја знаеш дека сум избеган тотално. Ја не гледам фудбал. Ја немам време за фудбал да гледам. Ја не си го гледам мачите, не сум го гледал, Значи да го прескокнеме прашања скроз. Не, нека разговараме, нема проблем никаков. Со Белгија, со Лихтенштаин, со Велс, кој ни беше со Казахстан, како ни се шансите да се квалификуваме на големо надпреварување? Зашто не? Јас сум за ја викам дека стварно и дечките репрезентација, ја обожавам да гледам искрено. Ја обожавам да гледам наши фудбалери. Многу ги почитувам, знам ништо прошле, само плукање не е во ред. Меѓутоа, зашто не бе? Све е можно. Све е можно буквално. У фудбалот све е можно. Све е можно. Така да ја верувам цврсто дека можеме било што да одвоиме и да отидеме било каде. Па да се радуваме како на првенството во Романија. Да. Кире, фала ти многу за муабетот, фала што дојдеш, што прифати мојата покана. Се гледаме во друга прилика. Обавезно. Во блискини се надевам и многу успеси ти посакувам и
целите што ги имаш и плановите да ти се остварат што е можно поскоро. Фала ти многу, фала и на тебе за поканата, пријатно, премногу убаво. Неков нов момент имате и ви посакувам све најдобро, дај Боже, феноменално ти е. Терај се под патот и ќе биде све како што треба. Фала ти, Кире. Фала и на тебе. А вие, драги гледачи, бидете со нас и следната недела. Пријатно.